компонентите кои што беа набавени како дел од овој проект. Да презентирам нашата приказна која што е токму соодветна на вашата. Имаме и водичи и за АТВ, имаме водичи и за КРОС. И ја повикувам сега и директорката на проектот за доктор Кочо Анđušak, почитуван амбасадор. Станува збор за проект кој што е во рамките на ИПА-2, помошта од Европска Унија за граѓаните на нашата држава. Тоа се практично проекти кои што се грант од страна на Европска Унија за граѓаните на нашата држава. Тука станува збор за компонентата на конкурентност, која што во ИПА-2 се одвива или се отсликува во еден проект кој што се води во мојот кабинет, а со помош и со механизми на имплементација на Светска банка, а се однесува за рамномерен регионален развој, али сега во делот на туризмот, како туристичките дестинации во државата да станат поатрактивни за туристи и да го зголемат капацитетот на туристичка понуда во нашата држава. Рачунам дека е еден исклучително добар проект. Проектот е отпочнат уште во 2016 година, но тој кога јас дојдов во владата почна со негова имплементација. Мислам дека треба да бидеме задоволни што до сега има добар развој проектот. Се одвива во 3 компоненти. Едната компонента е компонентата каде што на општините, односно на локалните управи им се даваат одредени средства да се направи подобра инфраструктура за туризам, патеки, езера, паркинзи и така натаму, и таа компонента е практично и најголема. Втората компонента е каде што се поддржуваат малите и микропредпријатија туристички, мали хотели, капацитети сместувачки и така натаму, за да тие ги подобрат своите услови и капацитети. И третата компонента е компонентата према асоциациите, као што е, впрочем, и денешниот настан. Тоа се здруженија на граѓани, асоциации кои што работат во областа на туризмот, како што е и Малешевска корија, и јас им честитам на нивната активност, они имаат одлична апликација и го добија овој грант. Иначе, проектот е 3,2 милиони денари, практично станува збор за некаде околу 90% грант, а останатите средства се средства нивни, собствени, но тие се 10%. Така да ја користам приликата да се заблагодарам на Европска Унија, на даночните плаќачи на Европска Унија, што издвојуваат средства од нивните буџети и даноци да помогнат на нашата држава, и практично Европската Унија преку сите овие механизми на ИПА фондовите е најголем поддржувач и помагач на нашата држава досега. Целиот буџет на целиот проект, зборувам за комплетниот проект од ИПА, е 18 милиони евра грант, кој што ќе се подели, како што кажав, во повеќе компоненти, и 3,2 милиона евра собствено учество на нашата држава. До сега се подпишани 47 договори, ако добро знам, и оваа година очекуваме, 2020 да биде завршната имплементација на проектот, каде што ќе бидат и потрошени најголем дел од парите, бидејќи предходно беа подготвителни работи во делот на спроведување на прво правење на проектите, по спроведување на тендерските постапки, а сега веќе е влезено во реализација и најголем дел од проектите се во реализација и тие ќе се реализираат. Јас на Сдруженијето Малешевска корија им посакувам многу успех, преку овој проект да привлечат многу туристи, дека туризмот може да биде една од гранките кои што може да ја задвижи економијата, покажуваат и последните бројки, а тие се, например, само септември 2019 година, во споредба со септември 2018 година, имаме зголемен број на туристи од 13,4%, од кои странски се 17,8% зголемени во државата, и тоа се добри информации. Исто е и кумулативно од почетокот на годината па до заклучно, со септември месец, исто бројките се охрабрувачки, растат, и она што е поважно, бројот на странски туристи и бројот на ноќевања исто така се зголемува.
Се надевам дека овој проект ќе придонесе да тоа и понатаму биде тренд и да тоа биде само уште поизразено во нашата држава. Еве, уште еднаш благодарам на сите, па со внимание ќе проследам што имаат подготвено домаќините и да видиме сите заедно како можеме да помогнеме за еден вака, да речеме, мало место како што е Берово, да заживее, бидејќи ова покрај тоа што има компонента економска, мислам дека има и компонента социјална и една компонента малце подлабока, а тоа е дека ова е начинот како младите луѓе од Беровскиот регион или од целиот овој Малешевски регион може да обезбедат своја екзистенција, иднина и нормално да продолжат да живеат во регионот и да не ја напуштаат нашата убава држава. Ви благодарам.